голема, мојата љубов тајна скриена, мојата љубов рана голема. Ноќва ќе испиеме вино за влюбените, ноќва ќе испееме песна за искрените, ноќва ќе испиеме вино за влюбените, ноќва ќе испееме песна за искрените. Кажи ми нешто, кажи ми, мене да ме утеши, мојата душа да ја отвори, моето срце да го изгори, мојата душа да ја отвори, моето срце да го изгори. Ноќва ќе испиеме вино за влюбените, ноќва ќе испееме песна за искрените, ноќва ќе испиеме вино за влюбените, ноќва ќе испееме песна за искрените. Ноќва ќе испиеме Во најплотниот дел на Струмичката котлина, на 15 километри од Струмица, лево и десно од патот што води до граничниот премин со соседна Бугарија, се наоѓа село Турново. Некогаш овие простори биле блатиште или ѓол, како што ги нарекуваат жителите од овој крај. Но со истекувањето на водите преку реките Струмица и Струма, пред повеќе векови, постепено почнале да никнат населби. Една од нив е Турново. За името на селото постојат повеќе преданија. Едно е дека на овие простори, кога се уште имало води, имало и риби, штуки или турна, што масовно се ловела и значила дел од екзистенцијата на луѓето. Од тука велат, по рибата турна, та и името на селото Турново. Друга легенда вели дека во тие блатишта растел озмак, еден вид бодливи растенија, трња, па од тука и трња Турново. Веројатно, за името на селото има основа и легендата според која името настанало според малата рекичка Турија, што тече покрај селото. Првото семејство што се доселило на овие простори велат е Катарџиеви. Оваа богата почва сигурно не можело да остане сама и ненаселена, но за подалечното минато не постојат податоци, ниту пак се вршени некакви истражувања. За време на Турско, селото било беговски чифлик. Се произведувало жито, памук, афион, свилени кожурци, сусам и кикирики. Во почетокот на овој век, Турново има 50 на куќи, и тоа повеќето се турски семејства, кои по балканските војни речиси целосно ќе се иселат. 1914 година
Турновчани со сопствени сили ќе изградат пат со кој ќе се приклучат на патот што води од Струмица до Петрич во соседна Бугарија. Тоа наедно ќе значи и прв обид за отворање на селото. Натаму селото постепено ќе расте. Пред 20 години овде веќе има 200 домакинства со над 1100 жители. Денес селото не е многу поголемо. Има околу 240 домакинства со 1400 жители. Но потребно е да се спомене и податокот дека во времето кога започна миграцијата во Европа пред околу 3 децении, одовде, главно во Швајцарија, постепено ќе заминат 140 семејства. Кога влегувате во Турново, првиот впечаток е дека доаѓате во едно динамично село. Населба во која контрастите помеѓу старото и новото стануваат видливи на секој чекор. Видливи се влијанијата врз животот и сваќањата на оние турновчани што ги нарекуваат швајцарци. Луѓето се гостопримливи и отворени. Овде се уште може да се почувствуваат старите традиции. Гостинот, пријател, ќе биде понуден со храна, со бакарданик, како што тоа специјално за телевизиската екипа го направи Чичко Васил Василев, стар домаќин. Ке се најде тука и пита и други тестенини на вредните домакинки. Турновчани сепак сакаат да живеат и модерно и удобно. Иако е ова дел од Струмичката котлина, атарот на селото не е многу голем. Има околу 300 хектари обработлива површина, па земјоделското производство во вкупното производство и екзистенција учествува со само 30%. Добар дел од населението вклучено е во она што го нарекуваме мало стопанство, трговија, услужни дејности и мали производствени фирми. Вистински пример за вакво нешто е трговското предпријатие Први партизан Турново, приватна фирма што уште пред неколку години ги надмина селските граници и денес е една од најуспешните во ова област во Македонија. На вакви и слични фирми од Турново главно се темели оптимизмот дека тие ќе бидат основни носители на прогресот на селото. Треба ли да се набројува што се има или нема Турново? Може би и не треба, а сепак ќе споменеме барем нешто. Селото има правилен распоред, иако се уште нема урбанистички план. Дел од улиците се асфалтирани. Има пошта, мала убава зградичка. Солиден здравствен дом, кој засега ги задоволува основните потреби за здравствена заштита на населението. Старо училиште, градено и доградувано, и еден прекрасен фудбалски терен, што го изгради предпријатието Први партизан, на радост на сите млади што го сакаат фудбалот. Снабдувањето е солидно, а има и повеќе стопански објекти за кои ќе говориме подоцна. За жал, селото нема водовод и канализација, ниту дом на културата. Наспроти ова, прекрасни стамбени објекти, изградени можеби и заради престиж, но во исто време и одмор за очите. Во еден таков амбиент, пред да продолжиме, ќе слушнеме уште една убава песна на младата Ленче Дедејска. Сини очи, руса коса, бело лице, тенка става, се што имам, се
slušaš ljubov moja, uteši go i smiri go, bo pregratki tvoji neka spije. Srce moje silno bije, da li slušaš ljubov moja, uteši go i smiri go, bo pregratki tvoji neka spije. Srce moje silno bije. Животот е, или барем би требало да биде постојана иницијатива кон нешто ново, нешто што ќе го подобри нашиот живот. И ние често во овие емисии баравме, истражувавме да видиме каде е тоа мало стопанство за кое толку често говориме насело, како можност за развој, како можност да се навлезе во нешто ново, во она што го налага и новото време. И еве токму овдека во Турново, ние навистина имаме изобилство вакви примери. Овдека во Турново, меѓу другите, а ние ќе покажеме и некои други погони, постои и погон за конфекционирање на картонска амбалажа и прилика да се разбира да поразговараме со еден млад човек, Васко Кантарджиев, човек кој што пред известно време се зафати со оваа работа. Васко, благодарам што се отзова молбата да учествуваш во оваа емисија. Ајде да почнеме од тоа како дојде на идеја да се започне со оваа работа. Еве да ви кажем, јас нашата фирма Хит Струмица од Турново е регистрирана уште 89-та година. Така на 2 октомври 89-та година со што почнавме да работиме, уште на почетокот почнавме да работиме со тројца вработени во фирмата, така да со тек на времето се разви во поголема фирма, трговска фирма, работевме со трговија и гледајќи какво е времето, дојдовме до идеја ова година. Тоа беше порано идејата и ова година да ја реализираме. Дојдовме до идеја за производство на картонска амбалажа. До таа идеја дојдовме можеби повеќе од исто така фабриката за совместни производи што е овде наскоро отворена. Почнавме со нив, испитувавме пазарот како во Македонија, така и во странство, и така да дојдовме до таква идеја да мислам дека би било рентабилно да се работи со ова картонска амбалажа. Моментално почнавме да работиме со една смена. Почнавме од 15 мај ова година. Работевме 10 дена, видовме дека има поголемо интересирање за ова картонска амбалажа. И да ви кажем, почнавме и во 2 смени да работиме. Моментално имаме 16 вработени во картонската амбалажа, кои се исклучиво вработените од Турново. Еве сега се надевам за неколку дена ќе воведеме уште една смена. Исто така. Каков е капацитетот на овој погон? Капацитетот на погонот е од 3 до 4000 картони во една смена. Така да имаме сега побарувачка, најмногу произведуваме моментално за извоз, за Србија и за Албанија, и така да... Дали сте задоволни за почеток? За сега апсолутно задоволни, па да видиме како ќе биде. Има репроматеријали се набавуваат? Репроматеријали, тоа е малку тешкотијата е тука. За репроматеријали одиме во Бугарија, се снабдуваме од Бугарија исклучиво, бидејќи поевтино, и така да затвараме компензираме со Бугарија со други производи, така да мислам дека сме моментално и најевтини во Македонија. Се разбира. На крајот само уште едно прашање. Ако велиме ние понекогаш денот се гледа од утрото, а утрото е убаво, значи почнало добро. Дали размислувате веќе и за проширување и за нови видици, да речам? Секако дека јас обично сум оптимист во работењето
Со почнувањето на трговијата добро почнавме. Уште работиме, исто така и таму имаме 15 вработени во трговијата. И јас сум апсолутно оптимист и мислам дека ќе продолжи не така, него уште подобро. Размислуваме и се прави моментално проект за производство на сировината. Да се ослободиме и од тоа. Да, да се ослободиме од тоа. Работиме на тоа, па да се надеваме дека за скоро време ќе го направиме и тоа. Имаме цел заокружен процес Да, во да. картонската амбалажа. Благодарам Васко многу. Јас немам вистина што да додам освен тоа. Ете еден млад човек, едно семејство во ова ново време, значи вработи над 30 луѓе. Ако вака продолжи, не би требало да стравуваме дека можеби овие промени на изглед носат само луѓе надвор на улица од погоните. Тие луѓе ќе се вратат, но на нови основи. Ова е само еден мал пример. Мал пример, но голем чекор. Благодарам многу. Благодарам. Уште една идеја која добива своја конкретна реализација. Се работи за можеби првата приватна оранжерија во Македонија. И не случајно тоа е во Струмичко Турново. Блажо Витанов, млад човек кој што практично е реализатор на оваа идеја. Јас дојдов на таа идеја преди една година. Морам да споменам дека оранжеријата ја градиме заедно. Мислам, ортачки вложуваме со еден мој братучет или другар, кој е во Швајцарија на привремена работа. Така да планираме до крајот на септември да биде се комплет и во септември да се посее и веќе плодовите од истата да можат да се берат пред нова година. Нормално, раното градинарско производство е специфика за нас овдека. Оранжериите, од друга страна, знаеме, има доста проблеми на времето. Дали со мазут, нафта, немало скап производ. Дали вие сте оптимиста дека со добра организација и она што велиме ние, приватната иницијатива, ќе даде рентабилно производство? Во секој случај, ние пред да почнеме да оградиме овој објект, сме размислували и за тоа. Не би требало да представува проблем, мислам, загревањето, сите проблеми кои ќе бидат околу производството на оранжеријата, бидејќи, како што рековте самите, со една добра организација, се ќе си дојде на своје место. Така е. Ако не е тајна, се разбира. Ова е доста скапа работа. Колку е инвестицијата за ова оранжерија? Па видите, се уште не е завршено, меѓутоа со се што се планира да се изгради, тука планираме некаде да има магазин еден современ со предкомора за ладење тие работи. Со парното кое ќе се комплетира некаде цирка 400.000 марки. За некое сточарство во Турново навистина не може посебно да се говори. Нашиот прв печаток и оно што можевме да го видиме е дека семејствата кои се инаку главно се занимаваат со рано градинарство и се разбира во други дејности, чуваат по една кравичка и тоа ретко кое семејство. Но Атанас Ангелов е малку нешто поинако. Човек кој што ете како редок и случок се посвети на сточарството и реши да изгради мини фарма за производство на млеко. Атанасе, ете, кажете ни од кога ви е оваа фарма и зашто се зафативте вие? Фармата почнеме да ја градиме во 89 година, до 91 2 години градбата траја и 91 ефективно купиме крави, почнеме да работиме. С 8 крави видиме дека малку ефект е тука и стадото почнеме да го зголемуваме. И денес имате? Денес има 15 крави и јуници, телци, бикове. Значи, во секој случај мислите да го зголемувате. Да. Прво и прашање што обично го поставуваме. Што покажа овие 2 години? Дали човек може рентабилитет да оствари со една ваква мини фарма? Дали може да се живее од производството на млеко? Секако може да се живее и да се просперира. Да. Само треба напорна работа и голем интерес. Сигурно. Основно прашање е и тоа како се обезбедува храна за добитокот. Ние знаеме, ако се ограничиме само на
купување на храна, тогаш и рентабилитетот се губи. Вие како тоа го правите? Нашата храна е негде 70% од дома, сами обезбедуваме собствено, а рест се купуваме. И некако по папата. Да. Имате собствени површини Да. Собствени површини имаме сами. за да се обезбеди она 70 на 100 што велите. Да. Точно е. Па добро, ова е сепак, јас би рекол, и една стручна работа. Не е доволно човек да сака само сточарство. Вие имате одредени искуства во ова и од порано или Да, имаме од порано искуство работите сточари. во странство, одека знам дека многу луѓе одеа во странство, особено во Швајцарија и другите западни земји. Да, нешто искуство од странство, од дома Да. и така се одлучиме на таа работа. Видовте како таму е, како се таму условите, какви се овдека. Условите се тука малку подобри од таму, само тука ето друг систем. Беше. Се разбира. Овдека имаме и уситнати парцели и така натаму. Имате доволно механизација, Механизација има доволно. Има. Да намини фарма која доста е. вода обезбедувате, како што може да забележам овде. Да, вода без за наводнување и така што функционира некаде. Да. Постои уште едно правило. Вели, не може да има особено интензивно земјоделско производство без сточарско производство. За жал, луѓето овдека, како што реков, многу малку стока имаат добиток. Дали би им препорачале воопшто на вашите сожители овдека да се бават малку повеќе со сточарство? Секако може, ако сам не може да успее, може да се групира. Не мора да сам да се одлучи, може двојца или тројца да се одлучат. Да. И Ако- тоа може да да. функционира, исти систем го имат и на западот. Сигурно. Зато не мора еден фармер да ги има сите машини, сите сделки. Да. Него еден има тоа, друг купува тоа и така што се услужуваат еден на друг и функционира се. Апсолутно. Да. И на крајот, ако се иде добро, ако се следат некои работи, јас знам обично млекари, оние што произведуваат млеко се жалат на сепак се уште ниски цени на млекото, помаслена единица и така натаму, се е тоа познато. Дали ако трнат работите, подобро ќе ја проширите оваа мини фарма да стане барем поголема. Секако, фарма да ќе ја прошираме. Тоа до 2007 година рачунам да биде се пополнено од мозати крави. Вие всушност го сакате ова сточарство. Сточарството го сакам, стоката ја сакам и работата не ми смета опште. Сигурно. Само да има здравје. Ете, јас ви благодарам многу. Ово е еден класичен пример. Атланс Ангелов од село Турново, човекот кој што го сака сточарството, а она што сака е добра гаранција дека во тоа и ќе се успее. За некогашните земјоделски задруги во нашето село денес е тешко да се говори. Со оглед на тоа што трансформацијата, приватизацијата си донесоа свое и одредени промени настана и во нивното делување. Еве одека во Турново, например, од 1985 година постои земјоделска задруга Партизан. Но промените и кај неа настапија и денес оваа организација, која би рекол носи само можеби име земјоделска задруга, сепак повеќе делува од приватен аспект, но и задржува одредена функција. За што се работи? Еве прилика и можно сега да поразговараме со Љупчо Василев, јас би рекол можеби и газда и директор на оваа фирма. Љупчо, забележав овдека дека ете, има одреден број на објекти, ова организација ваша би рекол ја сега, има свињарска фарма. Дали, например, се уште постои врска со земјоделците? И каква е таа врска? Дали одржувате контакти? Овде обично беа задругите тие кои што ете вршеа откуп, снабдуваа со репроматеријали ги снабдуваа земјоделците. Дали тоа и денес е така? Па, нашата задруга се уште се занимава со откуп на земјоделски производи, набавува репроматеријали, полиетиленско платно, вештички ѓубрива Да. и контактирате со овие луѓе? Контактирате секој контактираме секој. Се договарате? Се договараме, договори склучуваме На основа на што склучувате договори? За производство и пласман или? за откуп на земјоделските производи. Еве јас забележувам и една свињарска фарма. Таа е лично ваша свињарска фарма. Колку има грла?
30 грла има мајки Да. и негде околу 120 прасини. Какви се искуствата до сега? Од кога е оваа фармица направена? Па фармата е веќе трета година. Трета година. Дава ли резултати некој? Па, се уште не, али се Се надеваме. уште не. Во овие услови сега денешни, такви какви се, задрugата мора да се трансформира, рековме ние, во нешто сосема поинако од она што мислевме дека е некогаш. Дали тоа значи дека вие индивидуално ќе вложувате сега во проширување на одредени објекти? Еве овде гледаме изградивте и модерни и дури објекти, убави. Дали ќе ја проширувате прво свињарската фарма? Па рачунаме да прошираме и свинарската фарма, Да. тов на јунци Добро. и планирам нешто да земам некои машини за производство. Да, тоа е во овој објект овдека. И наедно да биде тоа сето во функција на и на овие луѓе овдека за една соработка со земјоделците. Па мислам да соработуваме со земјоделците. Ете, Љупчо, јас ви благодарам многу. Само да кажеме, ова беше сосема накусоеден пример. Дека земјоделските задруги во својата трансформација најверојатно ќе мора и самите да ги барат излезните патишта, да не ги уништат оние мостови на соработка со земјоделците, но во исто време приватната иницијатива да дојде до полни израз. Двајца млади луѓе уште од Турново, една идеја и во ова место се раѓа малата местна индустрија, не знам колку е мала, но во секој случај тој е овој објект овдека, ние ќе имаме можност со нашата камера да прикажеме дел од нејзиното производство. Значи, говориме за идеите за развој на едно место. Еве ги тие двајца луѓе овде, представете ни се како се викате. Витан Витанов. Витан Витанов и вие? Ванчо Чавков. Ванчо Чавков, значи, во секој случај, вие сте пријатели, ортаци во целава работа, така ли? Ајде, секогаш започнуваме со она од идеја до реализација. Кога дојде идејата и реализацијата како дојде? Па идејата за изградба на ова, јас би рекол малку поголема фабрика, не мала, дојде некаде есента 93 година, кога ние со колегата и пред тоа соработувавме одлично. Да. Мислам во трговија, заедно вака соработувавме, имавме доста добра соработка и се роди ова идеја да отпочнеме со изградба на производство, односно на фабрика за производство на совместните производи. Така да таа идеја многу брзо и се оствари, затоа што ние за само после 2 месеца веќе го ставивме и камен темелникот, односно на 14 декември 93 година и за некаде околу 15-16 месеци, се не знам точно колку, односно на 5 април 95 година и отпочнавме со производство на совместнатите производи. 2 месеца искуство веќе во производство, така рековме скоро. Тука е. 95 година, феноменално брзо изграден објект, имав можност, тоа ќе го видат и нашите гледачи, модерна, современа технологија. Сигурно за 2 месеца е мал период, но каков е стартот во производството? Па за сега резултатите кажуваат дека оди на добро. Тоа поготово го кажува квалитетот и доста конкурентните цени што ги имаме на нашиот пазар. Да. 2 месеца е стварно да е мал период, но сепак ние можам слободно да кажам дека сме изненадени, тоест да се надмаши нашите очекувања. Поборувачката од ден во ден се е поголема, така да за сега можам слободно да кажам дека е Успешен старт. Успешен старт, така. Колку луѓе работат сега во оваа фабрика? Па моментално во оваа фабрика работат 45 луѓе, 45 вработени. Да. Дали се тоа главно од Турново сите? Не, имаме од Турново, меѓутоа ако земеме вака, имаме од цела Струмичка општина запослени луѓе и мислам дека се задоволни со работата, за сега е добро и со тенденција да понатаму се вработат и уште луѓе. Еве,
за емисијата Сред село ние овде по сосема случаен избор замоливме тројца земјоделци од Турново да проговориме за најактуелниот момент, за она што денес престои во Турново, како и во целиот крај, како што реков, а тоа е веќе почна бербата на пиперот, бербата на доматите, краставиците од подамна се берат, така ли е? Колку е Турново во однос на други околни места земјоделско градинарско село? Па види, Турново е една третина меѓу другите села со земјоделското производство, овие градинарските. Да. Повеќе се бават со житарици, пак ако погледнеш со вченка тие работи и това е. Па посебно се произведува зелка, краставица, пиперка, нешто и домати. И позни домати, позни. Дали луѓето наоѓаат можеби повеќе сметка во некои други земјоделски култури отколку во градинарскиве? Па видите, баш тука нема баш така многу, што друго да најдеш повод. Имат ли луѓето доволно земја овде прво? Ајде да појдеме од таму. Па земна, имат земна. Тие ше и повеќе има туку странство, повеќе се на Швајцарија, таму на Германија. Да. И тук тие што се гледаш некои, нели тие фермите тут, вари се ферми тука, и запослија се повеќе, но запослија. И тук останава многу малечок дел земјоделци. Колку отприлика вака има, што би рекле ние, прави земјоделци кои исклучиво се бават со земјоделие? Има ли такви луѓе? Има у нашето село најмногу да има едно 30% кои се бават земјоделие. Сигурно сум дека едно 60% се во Швајцарија. Фамилиите и напуштија луѓе тука. Прибедејќи ето, немат рачун на работа. Не исплаќа. Давачките се големи, уложуват доста. И порано што го викаме едноумието, и сега некако не може тоа да се среди. Тешко оде. Мене ми е познато, јас сум... Моментално сега викаме пиперот добро оде. Он не оде добро пиперот. Пиперот што денеска кога береш, треба да го чекаш 10 дена поново да го береш. А дека доматите паднаа за без пари. А таа кривица може да се поделе, половината е наша, што се без пари, половината е може би на владата. Нема сомневање, овие луѓе со кои денес разговараме се и одвеќе скромни, затоа што еден поглед само врз ова Турново и врз целиот овој крај, очигледно е дека Македонија, Струмичката котлина цела, има изобилство и земја и можности за производство. На секој чекор има раноградинарски култури, има доволно можности за развој на сточарството. Меѓутоа, очигледно е дека некои нерешени проблеми во нашиот аграр и натаму го тиштат земјоделецот. И еве во оваа серија на презентација на млади луѓе со иницијатива и идеи за развој на малото стопанство, ние наидуваме и на Владо Витанов, човек кој што се одлучи на една производствена дејност, можеби не толку атрактивна, а сепак тоа е идеја. Се работи за производството на керамиди по една нова технологија и никна нов погон. Производот керамидата како производ е ова технологија е нова за нашиот пазар. Да. И потекнува од италијанско-германскиот пазар. Во секој случај е нов производ на македонскиот пазар, но и мислам дека времето ќе го покаже своето и ќе пробие на пазарот. Се работи за цементна керамида во состав со песок, боја од Германија и Италија и пластика. На некој начин тоа е пластифицирана керамида, водонепропуслива и далеко, векот на траење е доста поголем него ова што имаме до сега во прометот. Да. Имам вработено 8 работника. Да. Тука е плюс мојот и уште да. Околу 12-13 вработени.
Како се чувствувате кога дојдовте од Швајцарија? Мислам и конечно. Во декември, 94. Колку години минавте таму? Јас бев околу 14 години. А сопругот? 25, така нешто. Од 70. И после тој период како ви изгледа сега во Турново? Прекрасно и убаво. Затоа се вратив. Најубаво е дома. Од дома нема нигде поубаво. Печелбарите кој што е бил на печелби надвор од домовината, тешко е, али секој е со некоја цел. Исто и ние прв пат кога тргнавме преди 25 години, наша цел беше да заработиме, да изградиме еден добар дом, да се ституираме фамилијата, може еден добар живот да преживееме. И ето веќе изминаа 25 години и повторно решивме да се вратиме во нашиот крај. Знаете што забележувам овдека во Турново, дека тоа е можеби многу очигледно е кои луѓе се вратиле главно од Швајцарија, а кои не биле таму. Пред се по тоа што овде прво што прават, градат убави куќи и што е уште поинтересно и можеби радува. Имаат прекрасни дворови, место за одмор, место за, како би рекол јас, едно психичко опуштање. Сепак, овие 2,5 децени има нешто што влијае на нас. Ние сме предобиле нешто во таа цивилизација запад, како да наречеме. И затоа сега кога враќаме, сакаме тие искуства од таму да ги пренесеме тука на нашите луѓе кои не се биле таму. А од страна, да кажеме, на нашите луѓе, доста од нив ги прифаќаат тие наши искуства. Ги прифаќаат и ето, навидело е, види се, за воиднина. Пошто имаме ние и земјоделие, земја имаме, не е напуштаме земјата, ама имаме во план, ето да поштаме како кај нас што е, како го наречуваат бизнис. Да поштаме нешто и ние, барем за децата. Имаме 2 ќерки, да можеме една перспектива, една иднина да обезбедиме за децата. Што мисли Кристина? Истото. Исто тоа. Дека што е? Ова е прилика на последниот час од учебната 94-95 година да проговориме нешто токму за ово училиште, овие деца и за знаењата. Прилика и можност за разговор со Ристо Арапов, директор на ова подрачно училиште. Благодарам што бевте љубезни, еве. И можеби последниот час, па и да не примите. Некој збор да кажеме. Па за почеток добро дојдовте и баш ни е мило што последниот час имаме прилика да ви прикажеме она што треба, односно она што го имаме кај нас. Се наоѓаме во подрачното училиште Полно, 8 годишно, кое работи во склоп на Централното училиште Свети Кирил и Методи село Иловица. Овде оваа учебна година се школуваат вкупно 245 ученика од 1 до 8 оделение. Доваѓаат ученици од подрачните училишта село Секирник и Радово и имаме 8 паралелки во предметна настава со 3 во оделенска настава, каде што имаме и една комбинирана паралелка. Директоре, ова се, еве, радоста, младоста е тука на ова место и пошироко. Овие деца, какви се ученици? Добри ли се тоа? Ваша една генерална оценка. Па има и добри и лоши ученици. Станува збор за добри ученици сепак. Добри ученици. Оваа година, вчера имавме оделенски состанок и можам да се пофалам дека скоро сите ученици го завршуваат оделението. Едно коло пред завршетокот на фудбалското првенство, фудбалскиот клуб Турново се наоѓа на 10-то место. Како велат овде турновчани, обстанокот е обезбеден. Меѓутоа, јас морам да кажам дека овде младите живеат практично за овој фудбалски клуб.
И еве, ние сме на овој прекрасен терен овдека на фудбалскиот клуб Турново. Прилика и можност да поразговараме со Орце Тодоров, председател на клубот. Орце, многу пофални зборови слушнав за овој клуб овдека. Со неколку збора, можеби за неговата кратка историја. Па видите, фудбалскиот клуб, моменталното име му е Турново. Турново е формиран некаде 60-те години и тоа тогашна земјоделска задруга Партизан во Турново е постоела. Исто така клубот го носел тоа име Партизан Турново 60-те години. После тоа, негде 75-та година, името го сменува во фудбалски клуб Мануш Турновски од Турново. По тоа име се надпреваруваат 3-4 сезони. Доаѓа повторно до промена на името во фудбалски клуб Турија од Турново. Вие знаете, тука тече реката Турија покрај Турново и го менува во Турија од Турново. Турија од Турново името го носи се до 1992 година, кога покрај другите приватни предпријатија во Македонија израсна и приватното предпријатие Први Партизан од Турново, па под негово водство фудбалскиот клуб Турија успеа од општинската лига да помине во регионална лига, од регионална лига влеговме во втората лига. Веднаш потоа и името се промени во фудбалски клуб Први Партизан, со што и со влегувањето во втората лига се изгради овој прекрасен објект тука под спонзорство на Први Партизан и господинот Миле Тодоровски, кој е многу заслужен за ова што го има Турново, за овој прекрасен фудбалски терен и за многу други работи во Турново. Следното наше средсело кога го работиме, да видиме дури Турново и да ви посекам, се разбира, може би еден успех, брилијантен успех да влезете во прва лига. Ви благодарам многу за учеството во оваа емисија. Се најубаво. Почитувани гледачи, драги турновчани, еве тоа беа водарките од Турново. Фолклор кој што до пред известно време постоеше и веројатно мотив повеќе емисијата Сред село повторно да започнат со оваа културно-уметничка дејност. Но вие следите финалниот дел на емисијата Сред село и што да кажеме, нашиот престој во Турново овдека навистина беше прекрасен, затоа што бевме во едно од селата кои што можат да радуваат со својот тренд, со својот растеж и со својата убавина.
Инаку, ова е време на раднограднарските култури. Луѓето се на работа, но кога е празник и кога е средцело, тогаш еве вака, убаво е да се видиме и да се собереме. Во Турново со нашата камера забележавме она што можевме. Видовме што видовме, разговаравме со голем број луѓе и ги забележавме сите убави, но и работи кои што навистина и не се кој знае што. Затоа овој пат да додадеме само уште нешто што веројатно и заборавивме. Затоа ги молам представниците на местната заедница, пратеникот од ова место да дојдат до мене овдека за да можеме да кажеме уште некој збор за Турново. Еве, јас се надевам, сите вие со аплауз ги наградивте, тоа значи дека имате добар председател на местна заедница и уште подобар пратеник во собранието на Македонија. Тоа ќе видиме на крајот на криштата. Па еве, јас реков дека ние забележавме работи кои што чинат, кои што се убави, но и она што треба да се прави. Селото да добие уште поубав изглед и не само изглед. Животот да го направиме да биде навистина достоен за овој вреден народ. Председателе на местна заедница, прво дојдете вие да ве прашам. Што досега местната заедница има направено, а што останува под најитно да се работи? Па видите, местната заедница од село Турново досега има изградено доста работи. Како прво имаме изградена основна школа до 8 оделење, имаме изградена амбуланта во селото, имаме пошта, имаме изградено фудбалско игралиште од имавме можност тоа да го видиме. Меѓу подобрите и ред други работи кои се потребни комунали за селото. Меѓутоа, мене ми е познато едно Турново кое чекори, реков, со современието, нема се уште водовод, нема канализација, голем дел од улиците се уште се калливи и имаме среќа на вистина што времето е малку суво, иначе кој знае кај ќе ни беше крајот. Кога доаѓа на ред ова што го набројав сега да се прави? Па видите, прво ќе почнем од улиците, мислам дека има калливи улици, а и доста асфалтирани. Да. Селото некаде од половината е асфалтирано, така и одговара географската положба на селото, а второто прашање за водовод сега е тек во изградба браната на Иловачка река, од каде се планира да се донесе вода за пиење за населеното место Турново. Се разбира. Јас нарочно, за да не го расипам впечатокот за Турново, Јас би можел да кажем дека сега со доаѓањето на новата влада, со новите избори, поготово со доаѓањето на сегашниот министер за земјоделие, кое што еве на некој начин потекнува од нашиот крај овде, е направен напор и се влезено е во буџетот на Република Македонија одредени средства кои што ќе одат за ревитализација на селата. Тоа на некој начин ни дава надеж дека ете и во институциите на државата се води сметка за населените места, во кои што е на некој начин спаѓа и нашето населено место Турново. Обично пратениците ветуваат многу до изборите. Дали е овој пратеник овдека, да видам дали ќе има и аплауз, дали овој пратеник барем дел од она што вети ќе оствари? Видете, мислам дека не може да кажеме дека многу сме ветувале. Јас би кажал дека кога ќе дојде ред да оценуваме работата на сите пратеници, тогаш ќе може да се каже нешто и за мене како кандидат од ова населено место. Ете, на сите вам ви благодарам за учеството во емисијава, за љубезноста и за помошта при реализацијата. На крајот само едно довидување до некоја следна прилика и следна емисија. Благодарам.